Село Требиште, општина Маврово и Ростуше. Овде проблемот со мечки исто така беше изразен. Каква е состојбата сега? Во последниве 10 дена состојбава се смири, а претходно и така како имавме проблем, како што кажа и самиот. Селото е доста живо од оно што можам да го видам. Колку жители има во село активно кои што живеат овде? Активни жители има околу 500. Деца? Деца 60. Учат овде во училиште? Има самото село основно училиште. Имавте проблем мечките да влегуваат во селото, да се движат околу објектите, околу куќите? Буквално мечка се појавуваше на секој ќоше од самово село, а уште поголем проблем беше што доаѓаше, да не речам, до 20 на метри од самото училиште. Значи се чувствувавте небезбедно? Воопшто не беше безбедно. Дали мерките од Националниот парк Маврово дадоа резултати? Па со оглед на сегашнава ситуација кај што е смирена, очигледно дека дале резултат истите мерки. Што пред се преземаа? Имаше хајки организирани за истерување на мечката. Значи целта на хајките не беше отстрел на мечки, туку едноставно да се исплашат, да се оддалечат од селото. Се користеа петарди, пукање во воздух. Така. Сметате дека тие мерки даваат некакви резултати? Па со оглед на моменталнава ситуација, да. Во целиот тој сет на мерки кои што се предложени од страна на владените министерства и институции, ова е една од покорисните мерки, би рекол, затоа и во следниот период ќе се обидеме да се фокусираме на оваа мерка, бидејќи е релативно едноставно, со тоа што треба да се внимава мечките од едно село да не бидат отерани во аторот на друго село, за да не дојде до префрлање на проблемот од едно во друго село. Што мислите вие конкретно за мерката прихранување на мечките? Пак ќе се повторам, со оглед на ситуацијава, мислам дека дава резултат и тоа прехранување кога би било што подалеку од населениве места, мислам дека би било и поефективно. Вашето име? Фадил. Благодарам, Фадил. Миловен беше мен. Се надевам дека овој проблем значително ќе се намали, трајно решение нема, но вие знаете да живеете со мечките. Се привикнавме.